Оваа епизода ќе биде малку поспецифична, можеби ќе биде пократка и нема да ги има оние стандардни теми, заради тоа што светот се соочи со веста која што буквално потреса секој фудбалски фан, секој љубител и симпатизер на спортот. Диего Армандо Марадона за секојаш замина. Иако сум во Малта, на некој начин можам да кажам дека и за тоа што ја создавам оваа емисија, корените се некаде многу далеку 25 години или 30 назад, кој што токму тој феномен, тој виртуоз, волшебник во фудбалот, ја означи и мојата патека на движење. Преку емисиите кои што сум ги создавал во животот, па со предпоследните или последните топки кои се емитува и од Македонија, и од Барселона, и од Светското првенство 2006 во Германија, каде што се можеби најблиску еден спроти друг на трибината во Гелзенкирхен, гледајќи го надпреварот помеѓу Србија, Црна Гора и Аргентина, некако мислам дека малку е можеби и само да му се даде почит и чест во вака краток временски интервал од неколку минути колку што трае оваа епизода, но ќе направам еден прескок кој што ќе се позанимавам малку со неколку реченици, со нешто што ви го препорачувам и со нешто што сакам да остави печат на овој викенд, невообичаен, тажен, траурен, времето кога го испраќаме најдобриот во светскиот фудбал. Јас наоѓам во една пицерија која што ја има неговата слика. Нормално, пицеријата е наполитанска, со срцето на она што го нуди било која пицерија, но спецификата од Наполи, а знаете дека и најголемите траги во светскиот фудбал ги остави токму таму. Ќе го пометиме подобро, јас ќе ви препорачам уште нешто во текот на оваа епизода, а од наредната епизода ќе продолжиме со стандардните теми и содржини кои што секогаш ги пружам во емисијата и во овој концепт на македонците малтежани. Денеска ќе бидеме со друг акцент и со друга намена. This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show, Friday 8 p.m. New podcast. Let's get started. Денешниот хет-трик за Марадонијано, односно Месидона, новиот термин кој ги менува стандардите на модерниот фудбал. Која е логиката во хет-трик кога станува збор за двајца, Меси и Марадона? Но по три работи се идентични. Прво, двата гола се самите голови идентични, постигнати нормално за водство 2-0, и тоа по двата гола идентични на ист надпревар и за двајцата. И трета сличност, и двајцата се аргентинци. Едниот најдобар во 80-тите, а другиот најдобар најверојатно сега и во иднина. Но да се вратиме на споредбата за која шпанските весници последните 2 дена во секој дел од можноста правеа анализи. Да ги погледнеме двата идентични гола на мајсторите на фудбалот, постигнати во растојание од 21 година. Најдобриот гол на сите времиња на Марадона против Англија на светското првенство во Мексико 1986 за ист резултат во моментот. Тогаш Марадона пројде 58 метри за 11 секунди
13 пати ја допре топката и на 5 мина фудбалери им го сврте умот в глава. Меси овој пат го направи неверојатно, но истото. 13 пати и тој ја допре топката, мина и тој 5 мина фудбалери и прецизно пресметавме дека помина 4 метри повеќе од Марадона и за 1 секунда помалку. Што би се рекло, Меси истото го направи за 64 поминати метри и за 10 секунди. А како сето тоа изгледа, погледнете во наредните минути со компарацијата не само видео, туку и аудио на двата гола. Слушнете го и оригиналниот тон од едниот и другиот гол на коментаторот, тогашната 86-та, како и ова 2007 година. La tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Juega Leo Messi, la banda derecha. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. ¡Madre mía, Messi! ¡Qué jugada! Y deja el central a tocar para Borruchaga siempre Maradona. ¡Golazo! 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 ¡Leo, Leo, Leo, Leo! ¡La Pulga Messi! ¡Emulando al mismo Diego Armando! Maradona. Gracias Dios. Saliendo desde el centro del campo, como Dieguito, salió de medio campo, se fue de uno, de otro, de todo el que llegaba. Madre mía, qué gol, el gol de Messi, el gol del Pulga, el gol de un Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por Argentina 2, Inglaterra 0. Barcelona 2, Messi, Getafe 0. Alegre por él y este solo se ilumina Diego. Desde Plaza de Mayo, Mercedes Ninzi y Mitra informa. Primero, el Papa Francisco le envió a Claudia Villafañe un rosario, mientras que la Copa de la Liga Profesional pasó a llamarse Diego Armando Maradona. Tránsito. Sigue llegando gente a la zona de Plaza de Mayo para despedir a Diego. Está cortado el entorno a Casa Rosada, en el perímetro comprendido entre Avenida Corrientes y Belgrano, y desde 9 de julio hasta Alem Paseo Colón. Esto está cortado en este perímetro. También en Corrientes, a la altura de Suipacha, hay un vallado policial para facilitar el acceso del público que llega a Casa Rosada. En la General Paz el tránsito es lento y triste, y en cuanto a los servicios operan a horario. El cielo nublado en Buenos Aires, la temperatura 18 grados 2 décimos y la humedad 34%.
l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de To, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, el xut Iniesta, gol! И за крајот ќе се одивам тука покрај Ел Диего, покрај најголемиот, со една препорака. Ако сакате да се запознаете малку повеќе со неговиот живот, ви препорачувам оваа книга. Се вика Ел Диего, ја нема на македонски јазик, ја имате на балканските јазици, имате на англиски, имате на шпански и секако дека ќе ви биде интересна и атрактивна да ги запознаете моментите кои што не сте имале можност да ги слушнете по медиумите. Тука токму Диего сам ги објаснува оваа интересна живописна автобиографија, каде што лично тој учествува во пишувањето. Не е ова книга каде што другите пишуваат за него. Не, токму Диего се отвара самиот за себе. Вие може да го критикувате неговиот живот ваков или онаков, контроверзан или не, но никој никогаш нема право да ги оспори неговите врвни, единствени, универзални фудбалски квалитети со кои што ни остави еден кредит да вечно му бидеме благодарни и да се поклониме пред последното испраќање кон неговото почивалиште.